Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Денешната пресконференција е презентација на анализата на трошоци наспроти резултатите од странските директни инвестиции во Македонија за период 2007 година, заклучно со мај 2017 година. Анализата представува документ составен од 3 столбови. Кеш грантови, пари кои биле префрлени директно на сметките на странските инвеститори. Даночни и царински олеснувања. Трошоци за привлекување на странски инвеститори. Поради обемот на материјалите кои се анализираат, а во интерес да бидат презентирани информации кои се целосни, на оваа пресконференција ќе ги објавиме податоците од првите 2 столба. Значи ќе ви ги кажеме податоците за кеш грантовите и даночните и царинските ослободувања. Третиот столб, трошоците за привлекување на странски инвеститори, ќе биде во наредни денови посебна пресконференција. Конечните бројки велат дека биле дадени над 225 милиони евра, дека влегле 25 компании на странски инвеститори кои вработиле 20.000 лица. Повторувам, 225 милиони евра за влез на 25 странски компании кои оствариле 20.000 вработувања. Или поранешната влада на Република Македонија потрошила пари од буџетот во просек по 11.000 евра по едно работно место. Дополнително на ова, што сметаме дека е од интерес да знаете, дека овие вработувања, повеќето од нив не биле ново вработувања, туку биле работници преземени од македонското стопанство. Ова е сумираниот резултат по декласификација на договорите склучени во затворен круг и кои биле затворени за јавност. Договори со кои се игнорирало македонското стопанство. Сакаме да појасниме дека не постоел документ или водич со јасни критериуми за преговарање, или барем ние не го најдовме. Критериуми не постоеле. Преговарале министри, советници, промотори без никакви критериуми. Кога ги завршувале овие преговори, владата на Никола Груевски ги класифицирала договорените работи, односно ја обезбедувала тајноста на истите. Оваа тајност и недостаток на бројки за евалуација пред јавноста, како што знаеме, беше подкрепена со шоу програми, фиктивни кампањи. Со тајните договори, после преговорите без критериуми, некои од компаниите на странските инвеститори добивале повеќе, а некои добивале помалку. Потенцираме. Сите овие договори се уште се на важност и владата на Република Македонија ќе ги исполни во целост сите обврски кон сите странски инвеститори. Започнуваме со деталите од првиот столб или грантови и кеш пари кои оделе директно на сметките на компаниите на странски инвеститори. Агенцијата за странски инвестиции, техничко-индустријските развојни зони, како и министрите без ресор во поранешната влада на Република Македонија потрошиле кеш пари во неповратни грантови во износ од речиси 26 милиони евра. Овие 26 милиони евра се распределени на следниот начин. 14 милиони евра биле дадени на странски директни инвеститори за креирање на работни места, и тоа во согласност со класифицираните договори. Некои инвеститори добивале 1000 евра по работно место, а некои 11.000 евра по едно работно место. Критериуми не постоеле. Дополнително, пари од буџетот на граѓаните на Република Македонија за истиве овие ново вработени, односно преземени од македонското стопанство, како што кажавме, биле исплаќани во кеш за обуки. На име обуки исплатени се 5 милиони евра. Повторно, немало критериуми, некои компании добивале 100 евра од работник, некои компании добивале 3000 евра по работник. За градежни работи, странските инвеститори добиле 10 милиони евра кеш пари. Потенцирам, ова се пари платени од буџетот на Република Македонија на сметка директно пари на компаниите на странските инвеститори. Уште еднаш сакам да повторам да сме најасно. Овие договори се уште се на важност,
бројките кои ги презентираме денеска не се финални, туку се заклучно со мај 2017. Овие договори се на важност, владата на Република Македонија ќе ги испочитува во целост сите договори склучени кон странските инвеститори. Вториот столб го сочинуваат даночните и царинските ослободувања. Во овој период од 10 години вкупното олеснување што странските инвеститори го добиле по основ на даночно и царинско ослободување изнесува 69 милиони евра. Овие пари можеле, но не влегле во буџетот на Република Македонија. Сметаме дека оваа бројка е од особен интерес да ја знае македонската бизнис заедница. Уште една информација за истата заедница. Компаниите на странските инвеститори, според анализата која што ја направивме, само 1% од своите набавки го правеле од македонски компании. Повторувам, македонските добавувачи доставиле добра до овие компании само 1% од овие пари. Резултати, ефекти, заклучоци. Број на компании кои влегле 25. 20.000 вработени, повеќето преземени од македонското стопанство. Над 225 милиони евра потрошени пари на граѓаните на Република Македонија. Пари од кои сме се откажале 69 милиони евра. 1% од парите странските инвеститори го трошеле за користење на македонски добавувачи. Македонија платила, односно сите ние, 11.000 евра за отварање на секое едно од тие 20.000 работни места. Ова било политика за економско шоу, а не политика за економски раст.